По разговорот со Бранко Бенинов, почитувани гледачи, и по извадокот од представата во која тој игра со Ване Крстевски, представата Петтиот чин, одиме понатаму со емисијава, одиме со нашата втора гостинка. А тоа е едно прекрасно девојче, јас нема што да ви кажам, вие забележувате дека станува збор за прекрасно девојче, таа самата ќе ни каже како се вика. Како се викаш? Ана Ана, а презиме? Попова. Ана Попова. Ана, добар ден. Добар ден. Ден. Добре дојде во емисијава. Хвала. Кажи ми сега, ти кое оделение си? Одиш на училиште? Да. Да? Во кое училиште? Сандо Масев. Во Сандо Масев. Кое оделение си? Втор Г. Второ. А која ти е учителка? Емилија. Емилија во Сандо Масев. Мора да е Гоцевска, така? Да. Добра е учителката? Многу. Многу е добра. Да ја поздравиме, да ја мавнеме рака. Ајде. Здраво, учителке, те поздравуваме јас и Ана. Кажи ми ти, второ оделение си, како оди училиштето? Добро е? Да. Добро е? Учиш многу? Да. Знаеш се што ќе те праша учителката? Да. Браво, бре, Ана. Што ме интересира, не знам дали ќе ми кажеш колку четврки имаш ти? Нула, имам само петки. Само петки? Браво, Ана. Значи, одлична ученичка. Супер. А кој предмет најмногу го знаеш? Математика. Математика? А пред да влеземе во студиово ми рече македонски. И двете. И двете, и математика и македонски. Значи, сакаш да собираш, да вадиш, така, да работиш со бројки, но и македонски учиш песнички. Да. Ки ни кажеш ли сега една песничка? Да. Која? Петелот. Ајде да ја слушнеме. Стани, стани, детенче, на двор пее Петренче, пее кукурика, тебе ми те вика, пее кукурика, тебе ми те вика, стани, стани порано, Петрето го нахрани, тоа вика крека, златно зрнче чека. Браво, браво за Ана. Да пукне, браво. Јас се надевам дека ќе научиш многу такви песнички во иднина и пак ќе ни дојдеш во студиово и ќе ни кажеш што си научила. Добро? Да. Како за награда, како награда за тоа што ми каже убава песничка, јас ќе ти подарам една книга. Сакаш да читаш книги? Да. Да, браво. Ова книга се вика Бисерчиња бели, авторка е Костадинка Витанова, а внатре има многу убави детски песнички, пословици, поговорки, гатанки, навистина прекрасна песна и навечер пред да си легнеш, мама нека ти чита или сама да си ги читаш овие песни, знаеш убаво да читаш. Да. Така, тоа е еден подарок од Чичо Ѓорги, ако не е и дедо веќе. Добро. Значи да читаш Бисерчиња бели и да научиш повеќе песнички од таа што ја знаеш. Добро. Ти освен тоа што сакаш математика, освен тоа што сакаш македонски јазик, освен тоа што знаеш да учиш убави песнички, ти знаеш и убаво да пееш, така? Да. Добро. Си пееш дома секој ден? Да. Сама или во друштво? Со мама? Да. Заедно пеете? Значи многу е весело во вашата куќа. Кои песни најмногу ќе пееш? Дама. Дама? Ама тоа е твоја песничка, така? Да. Ај кажи ми кога ја испеа таа песничка, на кој фестивал? На Јојо. На Јојо. Браво, тоа е убав фестивал. Пред колку време беше тоа? Пред 2 години? Да. Колку години имаше тогаш? 5. А сега имаш 7. Да. Така? Значи на 5 години Ана се представи пред струмичката публика со песната Дама, така? Да. Како оди таа песна, малку да ми запееш? Секој миг, кога сум сама, си мислам везден, баш сум дама, чистам, готвам, пислувам, помагам, чиста испеглана, вистинска дама, кукрички наредени, тетрадки средени, гардероба урена, собата наместена, косата и чесвана, секогаш дотерана. Браво. Ајде пак да пукне. Супер. Многу убава песничка. И се чувствуваше ли како права дама кога имаше ти 5 години? Да?
беше права дама. Да. Како обично треба да изгледаат дамите? Како треба да седат? Нога врз нога? Ај покажи ни. Така. И малку со раката. Тоа е дама, тоа е дама. А сега си? Принцеза. Сега си принцеза на 7 години, а на 9 години што ќе бидеш? Кралица. Кралица ќе бидеш на 9 години. Браво, Ана. Супер. Сакаш да продолжиш да пееш и понатаму? Да. Ке те има ли и на други фестивали? Да. Например, пак на Јојо. Да. Се планира тоа? Да. Супер. Секој ден ќе ми има. Да? Браво. Освен дама, што пееш дома? Некои познати песни? Па, Петелот. Добро. Други? Никој. Не ти текнува, така? Да. Во ред. Добро. Имаш ти другарки таму во училиште? Да. Кои ти се најдобри другарки? Софија, Магдалена, Анастасија, Да? Афродита, Сања. Значи, многу Наталија. другарки имаш. Секоја дете е побогато кога има многу другарчиња. Си помагате, си играте, така? Да. Браво, тоа е многу важно, да го негуваш тоа другарство, да го негуваш тоа пријателство, бидејќи секој човек е богат, колку што има пријатели и другари. Добро, поздрави ги сите во твоето оделение, поздрави ја учителката, поздрави ја мама и ти благодарам што беше гостинка во нашево студио. Меѓутоа, тука не е крајот на овој дел посветен на тебе. Сега ќе ги почестиме гледачите со што? Тоа ќе биде видеоспот од песната Дама, така ли? Да. Каде беше тоа снимено? Не знам како се вика. Во паркот беше? Не, у Скопје. А во Скопје е снимено? Па У ние Скопје имаме... у паркот. Во паркот? У Скопје. А во паркот во Скопје е тоа снимено? Да. Супер. И јас колку што знам, од сите песни испеени на Јојо, тоа е единствената песна за која е направено видеоспот, така ли е? Да. Јас предлагам сега да го проследиме заедно тој видеоспот. Поздрав на сите, на мама, на другарките, на учителката и повторно се гледаме. Ти благодарам што беше моја гостинка. Ништо. Ајде да го видиме спотот на песната Дама во исполнение на Ана.